Од почетокот на идниот месец Кочани ќе добие јавен градски автобуски превоз. Идејата на чие остварување се работеше половина година, конечно ќе се реализира од понеделник 2 декември. Во локалната самоуправа се одржа работен состанок на надлежните од полициската станица, општинската администрација, инспекторатот за сообраќај и фирмата давател на услугата, на кои се утврдуваа конкретните задачи што треба да се завршат до стартот на проектот. Според градоначалникот Димитровски, активностите се одвиваат според планирањата и нема пречки превозот да не профункционира. Јавниот превоз ќе го организира изберениот овластен превозник, лиценциран превозник, тоа е Автоатом од Кочани, со возила, со возниот парк со кој што располага и ќе се одвива на крајните релации од местноста Бавчелук до Оризари, местото викано Воденица и во лесната индустрија до крајот кај Магра. Реков дека почетокот ќе биде на 2 декември, 2 месеци ќе имаме пробно за да се види како ќе се одвива целокупниот сообраќај. Имаме 4 линии дневно на 2 часа, значи почнувајќи од 8 часот па завршувајќи до 16 часот. И цената ќе биде популарна од само 10 денари за граѓаните на општина Кочани. Носител на активноста за организирање јавен градски превоз е општината, а целта, како што рече Димитровски, е да им се обезбеди на граѓаните кои немаат сопствено возило или не се во можност да користат друг превоз, да стигнат до одредено место за поприфатливо ниска цена. Техничките подготовки за да профункционира услугата траат од поодамна, а ќе се користат постојните автобуски постојки во градот. Се планира обележувањето на хоризонталната сигнализација да биде обновено, а дополнително да бидат поставени и сообраќајни знаци и информативни табли на местата на поаѓање и застанување на возилата. Неопходно ќе биде да се обноват настрешниците што се оштетени, а доколку проектот и по 2 месеци пробен период се покаже како потребен, тогаш ќе треба да се размислува и за поставување нови настрешници.